Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Сандра. Во денешната епизода продолжуваме да зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме за различните видови на зависности. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоцени и возлюбени во Божите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа останете со нас. Драги слушателки, досега навистина бев уверена дека повеќе или помалку сум слушнала се за сите видови дроги, но сепак ги има уште. Во денешната епизода ќе зборуваме за некои нови видови дроги, за кои некои од вас можеби досега и не слушнале. Така е, Нена. За жал, се чини дека на злото да му нема крај, а всушност и нема. Секој ден се пројавува во нови форми, па така и во светот на дрогата. Драги слушателки, вие го слушате подкастот Жени со надеж и денес ќе зборуваме за нови видови дроги кои се наоѓаат околу нас. Може би сте мајка, сопруга, тетка, стрина, војна, баба, пријателка, соседка и затоа е добро да бидете информирани и едуцирани за да знаете да препознаете, а и да им помогнете на оние на кои им е потребна помош. Да, токму така. Овие епизоди се снимаат со цел пред се да донесат надеж во нашите животи, но и да понудат конкретна помош на оној кому му е потребна. Па да почнеме со информациите кои Моника ги има за нас на денешната тема. Моника, го спомнавме терминот клупски дроги. Можеме ли да го објасниме ова? Така, клупските дроги се фармаколошка хетерогена група на психоактивни дроги, кои најчесто ги употребуваат тинејџерите и младите за време на ноќните излегувања, се конзумираат во ноќните клубови, на концерти, забави, во кафулиња и под клупски дроги подразбираме дроги од типот на екстази, метафермин, ЛСД, ГХБ, гама-хидроксибуксират или течен екстази, кетамин, рохипнол и други. За екстази, ЛСД, метамфетамин и рохипнол имам слушнато, но за ГХБ и кетамин навистина не. Појасни молам за што станува збор. ГХБ и рохипнол се достапни во облици без мирис, боја и вкус, кои често се комбинираат со алкохол и останати пјалоци, и познати се и под името дрога за силување бидејќи имаат способност да ја онеспособат жртвата. Со нив се онеспособува жртвата и таа не може да се спротистави на сексуалниот напад. ГХБ најчесто се зема орално или во облик на течност или во облик на прав, додека рохипнолот вообичаено се конзумира орално во облик на таблети. Уличните имиња за ГХБ се Г-ликвид или течен екстази. ГХБ исто така има анаболитички ефекти, односно ја стимулира синтезата на протеини и го користат бодибилдерите за да ги намалат масите и да изградат мускули. Кетаминот најчесто се вшмркува или се инектира интрамускулно. Моника, како влијаат овие дроги на мозокот? Во големи дози седативот ГХБ има последици врз пиењето и може да резултира со кома или смрт. Рохипнолот може да предизвика амнезија во која поединците не се сеќаваат на настаните што ги искусиле додека биле под негово дејство. Кетаминот е дисоцијативен анестетик, ја искривува перцепцијата на сликата и звукот и предизвикува чувство на одвоеност од околината и од самиот себе. Интоксикацијата во помали дози предизвикува намалена свест, способност за учење и способност за меморија. Во поголеми количини кетаминот може да предизвика состојби на сонување и халуцинации, па и делириум и амнезија. Од вакво предозирање неодамна почина Метју Пери, добро познатиот Чендлер од серијата Пријатели. Клупските дроги всушност ги консумираат младите луѓе за да се забавуваат во ноќните излегувања. Дали од тие дроги може да се стане зависен? Честата употреба на ГХБ може да доведе до ефекти како несоница, анксиозност, треперење и потење. Честата употреба на рохипнолот може да доведе до
толеранција и физичка зависност, додека корисниците на кетамин може да развијат знаци на толеранција и силна жилба за дрогата. Сакам да напоменам повторно дека овие дроги се користат и за силување, па тоа навистина звучи страшно и нестварно. Нена, за жал, тоа е токму така. Спомна и Сандра на почетокот дека злото се пројавува во различни форми и тоа е вистина. Кој совет би им го дала тогаш на младите луѓе кога излегуваат во клубови? За да се избегне ризикот од подметнати клубски дроги, ако се оди на забави, журки, клубови и други места за масовно собирање, добро е покрај себе да имаш пријател кој не пие. Исто така, во случај на некого да му се слоши од непозната причина или од пијалок, важно е веднаш да побара помош од некој во кој има доверба. Пијалоците кои имаат чуден вкус, ГХБ понекогаш има соленкаст вкус, кои оние што некој ги нуди во отворени садови, треба да се избегнуваат. Чувството дека сте опиени повеќе отколку што би можеле да ве опијат 1-2 пијалоци, може да биде знак кој упатува дека станува збор за подметнување некаква дрога. Секој кој излегувал на вакви места, барем еднаш доживел депресија, ден или два по некоја голема забава. Понекогаш таа се сведува на лошо расположение или најлошиот мамурлак досега, додека понекогаш во прашање чувство на чиста празнина. Тој вид депресија го нарекуваат и постпарти синдром. Некои луѓе ќе ви кажат дека тие чувства евентуално ќе престанат, а други ќе ви кажат дека едноставно треба да се држите подалеку од забавите. А што се случува кога таа депресија не заминува? Што се случува кога сте клинички депресивни, а константното одење на забави е вашето единствено бегство од тоа? Една наша слушателка по име Маја ни го сподели своето искуство во однос на оваа тема. Моника, ќе сакаш ли да го прочиташ низиното писмо? Почнав со алкохол, но завршив на дроги. Иако сум клинички депресивна, моето семејство и моите пријатели никогаш не ми беа од голема помош. Се обидував да се средам и вршев огромен притисок врз себе, но не можев да си помогнам. Се свртев кон алкохолот, меѓутоа брзо сватив дека од тоа ми е само полошо. А потоа од мал град се пресели во поголем, каде што почнав да студирам. Ако го споредам мојот мал град од каде што доаѓам и градот каде студирав, големиот град за мене беше центар на клубската култура. Набрзо почнав да се дрогирам, не се дрогирав постојано, но кога го правев тоа се чувствував посилно и по-позитивно. Првиот пат, откако земав екстази, си помислив, најпосле сум добро, но кога дејството на другата ќе поминеше, депресијата се враќаше и тоа во уште полош облик отколку претходно. Пријателите ми велеа дека тоа е поради недостиг на серотонин и дека набрзо пак ќе бидам во ред, но моите депресии стануваа се полоши. Сеедно бев уверена дека е подобро да земам екстази отколку да се опивам. Почнав се почесто да го конзумирам. Кога ќе дојдеше понеделник, јас веќе со нетрпение го очекував следниот викенд за повторно да излезам. Ми беше добро тие неколку часа додека трае ефектот на дрогата, но депресијата потоа ме напаѓаше уште посилно. Имаше денови кога не можев да се кренам од креветот, во еден момент стана толку сериозно што почнав да ги избирам исклучиво оние предмети кои би се одржувале кон крајот на неделата. Продолжив така да живеам, бидејќи мислев дека тоа е најблиску до чувството на среќа. Со време позитивните ефекти од забавите исчезнуваа, а нервните сломови зачестија. Кога си одев од клубот ми стануваше тешко, бидејќи знаев дека ме чека падот. Продолжив да одам на забави, иако знаев дека треба да побарам стручна помош. По некое време собрав храброст и договорив термин кај психотерапевт. Веднаш ми стана јасно дека неговата помош ми е итекако потребна. Тој бараше од мене пред да продолжиме со терапијата да престанам да конзумирам дрога, но тогаш ми беше незамисливо, така што упорно си продолжив по-старо. Моите излегувања на брзо почнаа да се одразуваат на студиите, но и на врската. Морав да си признаам на себе дека самата не можам да си помогнам. Се обратив за помош во болница, каде што се пријавив и останав 3 недели.
По детоксикацијата докторот ме упати на понатамошно лекување. Сега сум чиста веќе 2 години, годината на факултет тогаш ја замрзнав, па сега се подготвувам да продолжам понатаму. На крајот со мене испадна добро, што не може да се кажа за некои мои пријателки кои завршија лошо, 2 се сериозно ментално заболени, развија психоза и не знам дали никогаш ќе се опорават. За сега се осудени да живеат со родителите на тешки лекови и се целосно неспособни за самостоен живот. Во денешната епизода Сандра спомна дека ова се зли времиња во кои живееме. Овие видови дроги за кои зборувавме денес најчесто се произведуваат во домашни лаборатории. Но според се што досега имаме кажано за дрогите, се чини дека постојано во продажба излегуваат некои нови дроги. Сите тие се човечки изуми. Можно ли е луѓето да се толку зли? За жал, многу луѓе на вистина се зли. Тие кои не веруваат во човековата злоба, не веруваат во Библијата. Божиот збор сведочи против нас. Во Римјаните, 3 глава, 23 стих пишува: Сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Вистина е дека се раѓаме зли. Размислете, дали морате да го учите детето да лажа? Дали морате да го учите детето да биде фокусирано на себе и да биде себично? Морате ли да го учите детето да биде брутално кон другите деца? Ако му дозволите се на детето и го оставите без добро воспитување, добри совети и добар пример, за 10 години би имале чудовиште. Тоа што Светото писмо го тврди е вистина, но не, луѓето не сакаат да ја слушнат вистината. Исто како кога докторот би ви кажал дека имате карцином, а вие не сакате да слушнете. Со тоа се затворате за секоја можност за оздравување, тоест во овој случај откупување. Првото нешто што мораме да го прифатиме е дека сите луѓе се родени во грев. И сите луѓе се раѓаат со падната грешна природа во себе. Јаков 4 глава 4 стих вели: Прелюбодејци и прелюбодејки, не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство на Бога, зашто кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Римјаните 8 глава од 7 до 8 стих вели: Зашто копнежот на телото е непријателство против Бога. Тој не му се подредува на законот Божи затоа што не може. А оние кои живеат по телото не можат да му се допаднат на Бога. Исаија 64 глава 5 стих вели: Сите ние станавме како нечист човек и секоја наша правда како извалка на облека. Сите попаѓавме како лист, а беззаконијата наши како ветар не однесуваат. Дали некогаш сте виделе лепрозен човек? Дали го знаете мирисот што го имаат лепрозните? Тоа е смрдеа на тело кое гние, на телесни течности и крв. Кога Библијата вели дека сме како нечисти, можно е да мисли токму на лепрозен човек. Можеме да го обличаме лепрозниот во најскапа облека, но мирисот на гнилежот и крвта набрзо ќе се пробие низ таа облека. Колку и да се прикриваме однатвор со своите добри дела, нечистотијата избива однатре. Затоа се вели дека сета наша праведност е како извалка на облека пред Бога. Пред духовното раѓање сите имаме срце од камен, срце кое го мрази Бога, срце кое е зло, родени сме во грев и склони сме кон грев. Така ни зборува Божиот збор. Изгледа дека и новите генерации не можат да ја поднесат вистината. Избираат да бидат заведени и да мислат добро за себе. Но оној кој не може да ја прифати својата болест, не може да биде излечен. Оној кој нема да ја изгуби сета надеж во својата собствена праведност, не може да се обрати кон Христос. Какво мислење има човекот за себе? Дали мисли дека е добра или зла личност? Какво е човечкото срце? Какво е вашето срце? Какво е моето срце? И Господ вида дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваа и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време. Создавање 6 глава 5 стих. Кога другите би можеле да ја видат или осознаат секоја мисла што никогаш сме ја имале, би пропаднале од срам и вина. Сите ние имаме толку зли и изопачени мисли што не би можеле да ги споделиме ниту со своите најблиски пријатели. Всушност, кога вашите најдобри пријатели би ги знаеле некои ваши мисли,
ќе ги изгубите како пријатели. Божјиот збор вели дека сите сгрешија и се лишени од Божјата слава, односно поради нашите гревови ние не можеме да имаме удел во Божјата слава. Но постои само еден спасител, а неговото име е Исус Христос. Сите ние бевме заблудени како овци, секој си одеше по својот пат и Господ ги натовари врз него гревовите на сите нас. Исаија 53 глава 6 стих. Но Бог, кој е богат со милост, поради големата негова љубов, со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос. Ефесјаните 2 глава од 4 до 5 стих. Затоа на човекот му е потребно духовно раѓање. Познатиот евангелизатор доктор Били Грем рекол дека тој термин во областа на религијата означува кајање, наново раѓање, примање благодат, стекнување милост. Теологот Т.Ц. Хамонд напишал: духовното раѓање значи обраќање кон Бога со кое грешникот преку вера влегува во Царството Божјо и добива благослов и простување на гревовите. Тоа е свртување од темнината, идолопоклонството, гревот и владењето на сатаната, кон обожавање на вистинскиот Бог и служење нему. Самиот Бог не повикува да се свртиме кон него, односно да се обратиме кон него. Обраќањето представува повеќе од едноставна промена на умот, ставовите и моралот. Тоа го опфаќа секој дел од човековото битие, неговите желби, начинот на живот, волјата, духот и сваќањето на животот. Преку пророкот Исаија Бог рекол: нечесниот нека го остави патот свој и беззаконикот помислите свој нека се обрати кон Господ нашиот Бог. И тој ќе го помилува зашто е многу милостив. Исаија 55 глава 7 стих. Кон мене обратете се и ќе бидете спасени, сите краишта земни, зашто јас сум Бог и нема друг. Исаија 45 глава 22 стих. Теологот доктор Џ. Е. Адамс во својата книга Внатрешна војна напишал: кога Господ Исус Христос ќе обрати некого кон себе, тој тоа го прави менувајќи го срцето. Во Светото писмо зборот срце значи нешто сосема друго отколку во нашата западна култура. За нас срцето е символ за емоции или чувства. Во Светото писмо срцето значи човековата внатрешност, центарот на внатрешното битие на човекот. Срцето во библиска смисла ја опфаќа целокупната внатрешна личност, односно разумот, чувствата и волјата. Духовното раѓање е процес кој се одвива во 3 фази. Прва фаза. За да се обрати кон Бог, потребно е личноста да биде свесна за своите гревови. Втора фаза. Личноста треба одлучно да се сврти кон Бог со вера. Трета фаза. За обраќањето да биде целосно, не е доволно личноста да го воочи гревот и да се покае, туку тука е вклучена послушноста. Обраќањето значи променат живот, односно нов живот во Исус Христос и преку Исус Христос, и да се живее за Божја слава. Преобраќањето ја опфаќа целата личност, вклучува промена на разумот, мислите, промена на чувствата и промена на волјата. Светски познатиот евангелизатор доктор Били Грем исто така и ова го рекол во една прилика. Кога човекот ќе се сврти кон Бога и ќе го промени својот живот, дури тогаш има право на опуштање придружено со радост и Божји мир. Драги слушателки, ве повикуваме да размислувате за овие стихови во текот на оваа недела што е пред нас и да го читате Божјиот збор. Тоа е подкрепа за нашиот дух, а кога на духот му е добро, тогаш и телото е подобро. Тука завршуваме со денешната епизода. Во случај некоја од вас да има некаков проблем, ве молиме побарајте соодветна помош. Можете да ни пишете на имејлот zenisonades@gmail.com или на Facebook и Instagram под името Жени со надеж, да ја споделите вашата приказна или сведоштво со нас. И секако придружете ни се во следната епизода. Довидување. Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.